испреплетени. Тој е пред се и се суштествува во него. Стих 17. Во последните кулминациони зборови од Светото Писмо, воскреснатиот Исус објавил: Јас сум почетокот и крајот. Откровение 22:13. Колку и да е стара приказната за Бог, Исус постоел пред историјата и ќе биде присутен по завршувањето на сето она што го гледаме. Во средината, како најдобриот мост од јаже во највозбудливиот филм досега. Тој заедно ги држи почетокот и крајот, преплетувајќи се што е создадено, од него и преку него и за него, во силни ортоми кои го одржуваат животот овде и сега. Низ годините му се восхитував на тоа ветување. Исус сето тоа го држи заедно и тоа цврсто го држи. Тој ги разбира законите на физиката, затоа што тој ги создал. Земјата не е патека да се удри во сонцето, затоа што тој ја усовршил масата, брзината на движење и гравитацијата. Созданието го почитува неговиот закон и поредок. Кога Јован пишува: Небото го снема како свиток кога се смотува, и сите гори и сите острови се помести од своите места. Откровение 6:14. Не ми е тешко да го замислам тоа. Истиот што го сплетол сето тоа и кому му била дадена сета моќ, Јован 13:3, е оној кој одеднаш ќе го повлече соодветното јаже и мостот помеѓу сегашниот и вечниот живот повеќе нема да биде отворен за сообраќај. Нам, кои го прифаќаме Божјото откупување, повеќе нема да ни треба мост. Ќе бидеме насочени кон небото, помирени и во мир со Бог. Ейми Клеменс. Додека се молите, размислете за оној пред кого треба да се појавите, оној кој го држи почетокот и крајот, и се помеѓу.